Покрај прислушувањето на нивните опоненти, следењето на разговорите меѓу функционерите на власта почна прво со прислушување на нивните љубовници и супруги, за потоа да се пренасочи кон нивните најблиски соработници, е објаснувањето на поранешниот прв разузнавач во Македонија Иван Бабамовски. Според него, ниту еден разузнавач не смее да работи против интересите на државата. Тоа им беше една многу скапа играчка. Прво ги прислушкува швалерките своји, па ги прислушкува, повторувам, сопругите нивни да видат дали ги варат или не. И најпосле ги прислушкува сите членови на владеачката структура ДУИ ДПМНЕ, кои не им беа сигурни, они нема доверба во собствено семејство, нема доверба во членството собствено го прислушкуваат, и покрај тоа прислушкуваат уште десетици илјади граѓани кои не им се наклонети или се од опозициониот дел на политичко делување во државата. Според него, срамота е да се каже дека странски служби прислушувале во земјата, иако според поранешниот прв разузнавач, тие се подобро етаблирани во Македонија, отколку во своите земји, бидејќи се партнери на владеачката структура која е криминализирана. Поранешниот министер за внатрешни пак, Павле Трајанов, вели дека тоа што СЈО го бара од УБК е само потврда за информациите кои веќе ги има. Пред година дена во Телеком, нивната внатрешна контрола потврди дека сите линии што поминуваат преку нив према МВР, практично се прислушувани. И тоа е известно, така да сега ова што го бара специјалното јавно обвинителство е само потврда на веќе оние материјални докази што ги имат обезбедено. Според професорот на правниот факултет Драги Рашковски, експертот од Ериксон е потребен за вадење на податоците од УБК, бидејќи во Македонија нема доволно платен кадар за да изврши форензички анализи. Во службите и во цела држава има проблем со професионалност. Од типот да вие не може да очекувате од некој во ДБК кој што работи за 40.000 да биде најголемиот експерт и да очекувате од него да прави форензички анализи кои што се на рамки на светска форензика. По добивањето на одземените податоци од експертот од Ериксон, од СЈО изјавија дека одземените податоци ќе бидат предмет на анализи и ќе бидат благовремено споделени со јавноста.